Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, ова е иницијалната прва пресконференција на мојата кандидатура од официјалниот почеток на кампањата. Пред да преминеме на тоа кое ќе го зборуваме за Скопје во следните 20 на дена, за кое сите скопјани сакаат и да го слушнат и да го разглобиме за да најдеме решенија за сите тие работи, јас сакам да искоментирам нешто што е релевантно за партијата која ме кандидира во изминатите денови кои се зборува во медиумите, а тоа е забраната за рекламирање, затоа што досега ни ставовите на партијата веќе можете и да предвидите и да разберете кои се нашите ставови по однос на тоа, но јас како кандидат исто морам да издвојам дека ова е еден хендикеп кој цела јавност мислам дека треба да се согласи дека е непотребен на еден кандидат, на една партија, затоа што директно оди против начелото на пасивното избирачко право, тоест правото да се учествува на избори во демократска и фер атмосфера, каде што сите подеднакво ќе можат да учествуваат и да бидат избрани од граѓаните на основа на платформите кои ги нудиме. Во поглед на нас, ова нема да го сватиме како хендикеп кој ќе биде пресуден за нашата кампања и затоа сакам и да најавам дека нашата кампања во следните 20 дена потполно се преселува на улица. Значи нема да има бини, нема да има микрофони, ние ќе бидеме од сабајле до навечер присутни на улиците каде што скопјани и секој поединечен скопјанец може да дојде до нас и да разговара. Ова ќе го потенцирам затоа што во изминатите 2 месеци, ако ќе приметите дека PR куките кои ги советуваат поголемите партии им рекоа да излезат на улица да прибираат препораки од граѓаните и еве сега имаат програма конечно која им ја кажале граѓаните, ние сега ги повикуваме да се симнат кај граѓаните и за време на кампањата. Ние тоа ќе го направиме во отсуство на рекламирање на медиумите. Ние тоа нема да го сватиме како пресудно, но сепак мораме да алармираме за јавноста. Затоа што ова е само еден чекор кој наговестува авторитарен режим. И ние мораме да бидеме свесни за сето тоа. Затоа што ова ќе биде нотирано евентуално и во извештаите на ОПСЕ, ова ќе биде нотирано и во извештаите на Европската Унија, тоест Европската комисија, можеби затоа што ние веќе искомунициравме со нашите пријателски партии во Европскиот парламент, искомунициравме на состанокот со градоначалничката на Градско, јас го имав пред недела дена. Тоа токму се деси на тој ден кога ние дознавме дека нема да имаме простор за рекламирање и верувајте, ние можеби сме дури и навикнати на еден распаднат концепт на демократија, па на нас ни се нормализираат работите кои никогаш не смеат да се случуваат. Нашите пријатели, нашите партнери од Европскиот парламент и од Австрија беа вчудо невидени за методите кои нашиот режим ги користи во однос на изборите. Вакви методи на континентот не се познати од 70-тите години. Вакви методи на репресија. И ова само ќе биде увод во тоа што понатаму може да се случи. Во однос на самиот град Скопје. За тоа што сакаме да зборуваме во следните 20 дена. За дебатата која сакаат да избегнат партиите кои владееле досега со нас, ние имаме едно да порачаме. Доколку ни биде доверен мандатот во Советот на град Скопје и на позицијата на градоначалник, првото нешто што ќе направиме е ќе се симнеме кај работниците, со сите работници на јавните предпријатија. Ќе седнеме да разговараме прво за условите во кои тие работат. Затоа што јавните предпријатија во град Скопје се запуштени за да се оправда нивното приватизирање. Јас тоа го најавив на домашните медиуми на 6 септември, дека за комунална хигиена Скопје и за Дрисла има план за приватизација. 4 дена потоа премиерот Христијан Мицковски, кој всушност ја оркестрира оваа забрана на левица, го потврди тоа. Тој рече да, ќе има јавно-приватно партнерство за предпријатијата во ЈСП. Ве молам да осврнеме внимание на тоа дека станува збор за единственото јавно предпријатие во град Скопје кое генерира пари за град Скопје, тоа е Дрисла. Ниедно друго јавно предпријатие не генерира пари освен Дрисла. Дрисла треба да се унапреди, а не да се приватизира. Ама не можеме друго да очекуваме од партии која единствената цел име приватизација на капацитетите на државата и на градот, и крајно на партии кои не знаат што се случува во град Скопје, затоа што нивната функција била уништување и блокирање на јавниот интерес на граѓаните на град Скопје во последните 4 години. Јас бев советник 3 години во град Скопје и многу добро сум запознаен со процесите кои се случува во град Скопје. На моменти град Скопје беше побитен од националната политика затоа што град Скопје изгледаше на циркус. И тоа може да продолжи ако повторно им довериме мандат на истите партии. Затоа, за почеток, да почнеме повторно од граѓаните,
повторно сме отворени да се видиме со секој поединачно, затоа што во оваа кампања сме сите заедно и многу ми е мило да ви најавам дека во изминатите месец дена во предкампањата многу луѓе ни се имаат придружено и веќе се создава едно движење кое станува се поопфатно и се однесува на сите граѓани на Скопје, затоа што единствената платформа е јавниот интерес. И за крај ќе го завршам ова со едно потсетување дека Левица не само што се залагала за своите политички интереси, таа се залагала и за демократското право на другите субјекти. Во 2021 година преку блокирање на изборниот законник се овозможи учество на независните листи тогаш. Сега во 2025 повторно понудивме амандман за намалување на прагот за нивното учество, ако се сеќавате пред месец дена, така да Левица секогаш застанувала во одбрана на демократските процеси и демократските капацитети за одговор на овој монопол кој го имаат партиите на олигархијата врз нас. И затоа ова е повторно отворен повик дека ние сме спремни да соработуваме со сите елементи на нашето општество кои не владееле досега. Значи сите елементи, сите независни листи, сите независни кандидати, ќе зборуваме понатаму и за вториот круг, но како што сме нашле простор и диалог во минатиот мандат со некои независни листи, сега претпоставувам дека ќе имаме уште пообединувачки карактери, дека може да застанат многу платформи зад ова кое ние го нудиме, тоа е само и само борба за јавниот интерес. Дали имате прашање?